Почитувани слушатели, еве, се надевам дека контактот ни е добар со амбасадорот. Амбасадоре, добро утро. Добро утро и поздрав до сите наши македонци во Австралија. Ви благодариме многу, ви благодариме што се одзвавте на нашата покана. Еве и јавно да ви оддадам признание, многу ми е лесно да правам интервјуа со вас, не треба договори, концепции, не треба прашања, не треба ништо, туку ете ги имате тие познавања. Овој пат ние ве поканивме за состојбата во Украина, која е навистина лоша, тешка, затоа што е суверена држава, затоа што спрема информациите овој пат се еднострани, западни. Јас живеам во западните држави, во Австралија. Ние можеме да видиме само вести овде во Австралија, она што сакаат да емитуваат BBC, CNN, Соединетите Американски држави, Европската унија или НАТО. Други информации независни немаме. Ова вака како вовет за нашето интервју. Инаку вие бевте амбасадор во Обединетото кралство во Британија. А Британија е еден од големите противници на Русија, а бевте амбасадор и во Русија. Амбасадоре, вие добро ги познавате работите. Најнапред еве ова прашање кое произлезе од овде од, мислам, председателот Бајден го кажа дека председателот Путин на Русија го прогласија за воен злосторник. Дали председателот Путин е воен злосторник затоа што изврше напад во Украина и колку ја оправдувате неговиот, односно рускиот напад врз Украина? Ако ми дозволите, пред да одговорам на вашето прашање, би упатил еден апел до нашите македонци, особено тие побогатите. Мислам дека сите знаете што се случува во односите меѓу Македонија и Бугарија, дека сме во една невидена војна со нив, под една невидена бугарска агресија, а таму имавме весник Народна волја кој го издаваше покојниот Ѓорѓи Христов. Тој пред 7-8 месеци почина и сега некако успеавме да го убедиме, да го увериме неговиот син Зарко да го продолжи весникот. Меѓутоа, мораме да обезбедиме финанси. Потребни се 2000 евра месечно да излегува весникот, а во тие пари дел се и за партијата Омо Иринден Пирин. Јас би апелирал кој може од нашите побогати да одвои 2000 евра и да ги испрати на весникот, преку вас ќе им дадеме тачно на која сметка треба да се пратат во Бугарија. И за секој што ќе даде 2000 евра и кој ќе си даде еден вестник, едно издание на вестникот, на убаво место ќе има истакнуто дека тој бил заслужен што тој вестник излегол. Ова е еден апел, бидејќи малку имаме наши аргументи и факти во Бугарија и тоа што го имавме низ гасна последниве 5-6 месеци по смртта на нашиот херој, де факто Ѓорѓи Христов. Така да, пред да одговорам вашето прашање, една замолница, еден апел до нашите македонци во Австралија да помогнат. Да помогнат, бидејќи ако не си помогнеме самите, нема никој да ни помогне. Што се десува до така е, амбасадоре, само да потврдам и јас за слушателите, сверувам дека преку Македонската радио програма ќе формираме фонд со кој ќе се финансира весникот Народна волја, кој токму овде првиот број излезе во Австралија во Сидни. Точно. Прво во Австралија, после легуваше во Лондон и на крај се отиде на својата домашна адреса во Благоевград и велам дајте да помогнеме, да не дозволиме еден нов срам за македонскиот народ. Што се однесува до вашето прашање за ситуацијата во Украина и во таа безсмислена американска одлука дека Путин е некаков воен злосторник и така натака. Видите, жалосна е војната во Украина. Не може да се прифати
никогаш и никаде воено решавање на проблемите и мора да се осуди оваа инвазија која е направена. Меѓутоа, мора да се разбере дека причините за тоа се точно кај тие што го осудуваат сега Путин и го прогласуваат за воен злосторник. Во 2014 година на площадот Мајдан, главниот площад во Киев, беше извршен класичен државен удар во Украина во организација на ЦИА и слични други тајни служби. Прорускиот Јануковиќ председател беше сменет насилно од власта, беа донесени екстремни фашистички елементи, мора и тоа да се каже, главен носител на тоа движење, да го наречеме шарна револуција, како што имавме ние во Македонија, беше десниот сектор, остатоците од Бандера и фашистите од Втората светска војна. На тој начин се де факто се разби Украина. Знаете, Украина е голема држава, по многу што меѓу најголемите, територијално најголема после Русија во Европа, по население 6 или 7, разбирате, е длабоко поделена земја. Источниот дел е проруски, со голем број на руско население, преку 8 милиони, западниот, кај што за жал на времето беше и фашизмот во Втората светска војна, е прозападно ориентиран. И кога во 2014 година Европската Унија, која е главен видовник за ова све што сега се случува, сакаше да постигне договор за соработка и асоциација со Украина, постави услов. Или со нас, или со Русија. А Украина најголем дел од трговијата има со Русија, зависи енергетски целосно или во голем дел од Русија, и на тој начин го разбија она што беше нормално, што беше прифатливо и што обстојуваше на политичката сцена. Од тогаш Украина се сврти против Русија и обедуваат дека ќе примат во НАТО, дека ќе примат во Европската Унија, дека ќе тече мед и млеко по нивните улици и само под услов да биде што пооштра и против русите. Го забрани и рускиот јазик, што беше првокласна глупост и слични други неумности да се случуваат. И знаете, историјата светска во последниве години покажува дека секоја земја е обврзана, не само е должна, не само што треба и што мора, него е обврзана да се бори за својата безбедност. Да се сеќаваме дека во 2003 година на колку 15.000 километри од Америка Соединените американски држави интервенираа во Ирак под една предпоставка која беше апсолутно лажна и измислена, дека таму има оружје за масовно уништување. Изврши инвазија, пострашна тоа што се случува сега во Украина, и уништи и дека држава му е пресекува главата на председателот, разбирате, Садам Хусеин, а такви случаеви има едно чудо во свет. Да спомнеме дека само уште кусо, да спомнеме и санкциите кои се спроведува не само сега против Русија, која се исто така вид на војна, него санкции Западот има и права против Северна Кореја и против Иран, затоа што сака да ги спечат да развиваат нуклеарна одбрана. Зашто? Заради својата безбедност и на своите пријатели околу нив, разбирате. Па тоа истото го прави Москва сега. Велам, војната не може да се оправда, во никој случај решавањето со сила и со оружје на проблемите не е прифатливо, меѓутоа ако се гледа коренот, се гледа дека Русија беше присилена да интервенира на време пред да НАТО влезе во Украина, бидејќи кога во 1962 година, кога Советскиот сојуз постави ракети на Куба на 80 на километри од американската граница, тогашниот председател Џон Кенеди беше спремен на нуклеарна војна за да го спречи да се тргнат руските ракети на нивната граница. Па ако тие не прифаќаат руски ракети на својата граница, и Москва не прифаќа нивни ракети во Украина на својата граница. Така да тоа е основата, ведам. Не се прифаќа, мора да се амбасадоре војната, али причините се длабоки, причините иницијаторот тоа се случува сега, виновникот е секако Москва, али предизвикана од Запад. Тогаш се дојде до еден договор помеѓу Џон Кенеди и
и Крушчов, од Турција беа тргнати американските боеви. Першинг, ракетите Першинг ги тргнаа од Турција. Така, меѓутоа тие срамежливо рекоа да не се кажува во јавноста затоа што ќе се намали популарноста на Кенеди и исто така силата на Америка. Уште ме интересира да започнеме уште од 90-тите години Горбачов кога почна со гласност и перестројка, искрено со американците потпишаа еден договор дека Берлинскиот зид ќе се турне тогаш, нели? НАТО нема ни еден инч, што велат американците, ни еден сантиметар или ни еден прст да се помери од тогашните граници. Меѓутоа, не знам дали вие сте запознати, требало да сте запознати за Бушовата доктрина, една тајна доктрина која ја напишаа тогаш 90-та година, 91 година, дека американците јавно ќе глумат невеста или пак ќе глумат невино цвеќе, а од друга страна ќе се појават со рушење на Русија, тогаш Советскиот сојуз, рушење, создавање на три држави со таа тајна доктрина, Азиска Русија, Европска Русија и Сибирска Русија. Колку сте вие запознати со ова? Видите, прво да констатираме да го заокружиме на околу 1962 година и проблемот со Куба ракетите. Џон Кенеди и Хрушчов се договорија точно и тогашниот Советски сојуз ја постигна целта. Американците гарантираа дека Куба нема да ја превзема, дека нема да ја уништуваат, разбирате, значи ја гарантираа безбедноста на Куба, а тоа беше главната цел на Хрушчов и на Советскиот сојуз. Видите, во Америка не само Бушовата, разни теории имаше, разни концепции и планови за рушење на Русија, разбирате, особено после распад на Советскиот сојуз, и мораме да констатираме дека главен креатор, идеолог на антируските американски политики е Збигнев Бжежински, советникот за национална безбедност на Картер на по втората половина на 70-тите години, кога беше прогласено дека главниот нени душман е Советскиот сојуз, тогаш нели така, и продолжи со Русија, и дека Бжежински имаше ствари и елаборирано, напише една позната книга во која вели дека кој во светот ја контролира Евроазија, значи Русија пред се и Европа, тој го контролира светот. Сега се покажа дека уствари Америка целосно губи контролата на Русија и ја конфронтира со Европа. Според тоа, таа теорија на Бжежински ќе станува непотребна и неизвестна. Разбирате. Така, ајде да одиме понатаму. Само уште еден податок. Вие го спомнавте тоа дека во 90-тите години, кога се распадна Советскиот сојуз, Горбачов нема договор меѓу Русија, новата Русија, Руска федерација, Америка, околу непроширувањето на НАТО према исток, и тоа е грешка на Горбачов. Меѓутоа имаше повеќе усмени договори меѓу кој е главниот, и тоа не го негира ни Запад денеска, дека Джеймс Бейкер, кој преговараше главно со Горбачов околу обединувањето на Германија, му вети, Джеймс Бейкер, тогашниот американски државен секретар, дека нема, што велите вие, за инч да се шири НАТО према исток. Тоа го ветува и во Берлин, тоа го ветува и во Лондон, и во Париз, и секаде, разбирате. Меѓутоа, тие веднаш кога дојде на власт Елцин, кој беше помногу што слаб председател, нели така, и со други некои негативни карактеристики, Русија беше во распад, тогаш тие проширија, ги зема сите источноевропски земји и почна да ја заобиколуваат Русија. Само да ве да. Декласифициран е тој документ кој е потпишан помеѓу каде што учествуваше Бейкер. Може да се види таму дека нема да се проширува
а меѓутоа во 96 година влезе во НАТО Унгарија, Полска и Чешка, нели? Тука Не, порано тие влегна порано 1996. 96-та, да, или 98, мислим, да не ни баш, многу рано влегна, да. Не сакав да биде редоследот како доаѓаше до НАТО кон Русија, како се движеше. Тоа ми е поентата. Точно. Значи, влегоја тие три држави, дојде до прекршување на тој нивни договор, дали е усмен или не, сеедно, нели? Понатаму до 2000 година, кога до 2000 година беше Јелцин, нели, од 91-92 година, па беше Јелцин. Да. Тие и проширувањето почна во Естонија, Латвија и Литванија. И заврши со Бугарија и со Романија во 2004 година. И Албанија. Не, Албанија е 2008. Да, и така сега, натаму. тука кога доаѓаме до 2008, сакам да објасните зошто Македонија ја одбија од НАТО, а пак имаше еден отворен, широко вака со раците покажам, една отворена покана за Украина и за Џорџија. 2008 година во Букурешт. Видите, значи, целта на Вашингтон, веднаш по распадот на Советскиот сојуз и обединувањето на Германија, беше опколување на Русија од сите страни. И затоа го измислија принципот. Прво во НАТО, потоа во ЕУ. Почетокот беше Европска заедница, ЕЕЗ. Значи, НАТО требаше да ги прочисти овие земји од тајните служби, од еднопартизмот, така да доведе некаква така наречена демократија и после да влезат во Европската унија. Се тоа беше со цел да се исчисти се тоа што е останато од тој стар социјалистички систем, разбирате. Македонија не влезе во таа група затоа што интересите на Вашингтон во Македонија се различни, разбирате. Сето што ни се случува нас од почетокот на 90-те години, кога не признаваа, кога нелегално ни го оспорија името, ни наметна, ни го суспендира, нели тоа меѓународна употреба, ни наметна референца и што ти не друго, разбирате, кое сега привршува со договорите со Поднивици и со Бугарија, разбирате, и ова се случува со Албанија, вклучувајќи ги најновиве овие полети на полицајците. Сваќате, Македонија е друга, поинаква приказна, затоа што целта е да се избрише македонскиот народ. Значи, од една страна, Русија е се уште главен душман нивни, а Македонија треба да се трансформира во, така да се подели не физички, не со менување на границите, него формално. Од една страна се албанците и тие ќе си бидат практично во една држава со релативизирани граници на Косово и во Албанија, а македонците ќе ги фрлат во паријатка на бугарите, што сега се прави на еден груп, на еден нецивилизиран и насилен начин. Така, тоа се различни планови. И да бидеме јасни дека ова што се случува сега против Русија и подметнувањето на неизбежност на таква војна интервенција, де факто, сваќате, сака да ја изолира Русија од меѓународната сцена, да ја фрли да се занимава со своето соседство, заради конфронтацијата која на Америка и предстои со Кина. Моментално, Кина е се уште по многу што главна економска сила, воено многу брзо се развива и сега треба Русија да се уништи, разбирате, за да се концентрира после тоа Америка на Кина. А тоа е ординарна глупост, бидејќи ова што го прават сега, Русија е фрлат во прегратките на Кина, се прави еден нов сојуз, разбирате, меѓу тие две земји, веројатно ќе се приклучи Индија по многу што, а главни жртви ќе бидат Украина, која е уништена како држава, и Европа. Бидејќи Европа не може да биде ниту безбедна, ниту перспективна без соработка со Русија, разбирате. Таа обединета Европа беше секоја замислена и од Дегол и од многу порано од руските идеолози од Урал до Атлантикот. А сега де факто конфронтацијата меѓу Русија и Европа е веќе трајна. Преку Украина не е возможна соработка меѓу
тие два главни фактори во Европа, разбирате, и така да сега имаме нова ситуација во светската политика која ќе се расмета до Украина и по Украина. Светот никогаш нема да биде ист, а Европа особено, и мораме да сметаме на нови конфронтации, на нови недоразбирања. Студената војна според мене одавна почна, односно се врати и сега само ќе се проширува и подлабочува. Амбасадоре, јас овие недели се припремав и порано, меѓутоа дојдов до документи и информации дека Путин побарал прием во НАТО во 2000 година или 2001 година, а исто така побарал бил категорично одбиен од НАТО, дека Русија не смее да биде во НАТО, а Путин, се извинувам, им рекол дека кога не постои Советскиот сојуз, не постои Варшавскиот пакт, зошто ако имаме заеднички агресор и непријател, заеднички ќе се браниме. Нормално и природно е Русија да биде во НАТО, но одбиени беа. Исто така одбиена беше Русија и од Европската унија. Што кажува ова? Точно е тоа, факт е, јас ги кажав тоа, особено дека бев во Русија, разбирате, на служба. Интересот уште на Јелцин, пред да дојде Путин во 2000 година на власт, беше дајте да соработуваме и зашто да Русија не биде дел од таа алијанса, ако е таа навистина одбранбена и ако има цел да биде така еден систем на меѓусебна безбедност, разбирате. Беа на груп начин одбиени, бидејќи очигледно плановите за кои вие ги спомнувате сега некој бушва програма, разбирате, ќе има повеќе такви, беа со цел да Русија се уништи како фактор на меѓународната сцена, и тоа го има по многу што постигнато после оние катастрофални години на Русија за времето на Елцин, кога скоро банкротира, кога беа повлечени целосно меѓународната сцена, меѓутоа Путин ги врати на меѓународната сцена и преку Сирија, факто Русија стана повторно моќен фактор, разбирате, кој не може да се игнорира. И како резултат на тоа се следуваат сите овие потези на Вашингтон да се уништи и да се локализира, да се присили Русија, велам, да се занимава со самата себе, а да нема некаква позначајна улога на меѓународната сцена. Збор 2 за Зеленски. Така, добро, јас вчера го опишав како шупелка, како Зоран Заев, гледајќи како неговиот народ страда, донесе не тој исто како што го донесува Зоран Заев, да го продаде македонското име, историјата, идентитетот, култура, традиции и така натаму. И овој човек облечен во зелено и презимето му е такво, па и паметот му е таков спрема мене, не мора вие тоа да го тврдите. Илјадници луѓе, украинци, се жртви на оваа војна. Зарем не може војната да прекини за една секунда, за еден минут во овој момент тоа дека разговараме, ако американците речат се откажуваме ние од Украина, се откажуваме ние од Зеленски? Видите, Америка не се откажува така лесно од своите планови. Ама има жртви, амбасадоре. Ама слушајте, Америка е спремна да се бори против Русија до последниот украинец. Тоа разберете го. Тоа е вистината. Ама оти се украинци, па нека пушти доброволци. Видите, како што сме ние виновни за се ова што ни се случува, претходно со Грција, после сега со Бугарија, од почетокот на распадот на Југославија, така се виновни и украинците што прифатија да се ориентираат против Русија, да го забрануваат рускиот јазик и слично. Значи, донесена е таа поделена Украина, донесена е на власт луѓе од западниот нејзин дел, кои се апсолутно антируски настроени, и кои ќе донесеш луѓе кои се антируски настроени и ги силиш и ги сскаш, викаме ние во Ресен, против русите, ти, како вели народот, кој се ветар жнее бура, разбирате. И сега во оваа ситуација, вашата поента е извонредна.
Се сеќаваме на 1990 година, кога НАТО на крајно нелегален начин ја бомбардираше Србија и Белград. 77 дена траеше тоа уништување и разрушување на Србија, додека Милошевиќ не свати дека мора да капитулира. И сега е прашањето, а да капитулираше 10, 20, 30 дена порано, штетите ќе беа и жртвите ќе беа многу помали. Знаете, во војна се прават калкулации и Милошевиќ од своји причини, а Украина и Зеленски под силен притисок на Соединените американски држави и незападните земји, разбирате, продолжуваат со таа погубна политика, а жртва е, како што рековме, Украина и украинскиот народ. Според тоа, мудро е сега што побрзо да се дојде до решение, бидејќи Русија нема да се откаже од своите барања пред се за неутралноста на Украина. Тоа ми се чини нешто неспорно, а има и други услови кои ги поставува Русија. И последните извештаи кои доаѓаат од преговорите кои се меѓу двете страни се доста позитивни и ветувачки, дај Боже што велат старите, да се дојде до некое решение, бидејќи ова води само во распад и уништување, а не до конечни решенија. Амбасадоре, тука гини невино население, бегаат луѓе, 3 милиони, па и повеќе. Па зарем толку е тешко, сношти ги гледам во салата на Конгресот на Америка, аплаудираат, па во Лондон конгресмените аплаудираат, а од друга страна во Македонија ги слушам тие во наводници наши аналитичарчиња, аналитичари, па и новинарите, како се лигават, се глупираат, еве им аплаудираат на Зеленски, на таа шупелка, со толку жртви цивилни. Зошто Борис Џонсон и Бајден не речат прекенуваме ние со помош, воена помош? Зошто не го стават тоа на дневен ред? Туку му велат, еве ти оружје, одете, вие гинете. Ама чекајте, јас ви реков дека Западот е спремен да ја уништува Русија до со жртвувајќи го последниот украинец. Вие ги спомнавте Бајден и Џонсон. Имаше текст објавен во нашите вестници, авторски текст на Борис Џонсон, кој вели: Путин го сметаме толку значи режимот на Путин го сметаме многу несовесен. Го цитирам. Тој се обидува да го уништи самиот темел на меѓународните односи и повелбата на обединетите нации, поточно правото на нациите сами да одлучуваат за својата иднина. А кај беше тој Борис Џонсон, кај беше тој Бајден и тие нивни претходници, кога на почетокот на 90-те години во Советот за безбедност, светската неформална влада на Македонија надвор од повелбата, значи едно флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации, и го суспендира името за меѓународна употреба и испоставија додатни услови од тие што се пропишани во повелбата за прием на Обединетите нации. Тоа беше класично, вулгарно, како сакате, флагрантно кршење на повелбата на меѓународниот правен поредок. Ама тоа што им одговараше. Истото се случи спомнете на почетокот и го спомнав Ирак од 2003 година. Следеше после тоа Либија. Разбирате? Либија го убија и лидерот на Либија затоа што не им одговараше. Што се случува во Иран, што се случува во Северна Кореја, секаде силеџиски се однесуваат, разбирате. Меѓутоа, предноста нивна е што имаат невладини организации низ целиот свет кои робарат од внатре и имаат пропагандна машинерија која никој не може да ја достигне. И така да и лагата и они нивните интереси кои се неприфатливи, тие се доминантни во светот. Амбасадор, имаме уште 2-3 минути, мораме да завршиме со Република Македонија. Каде трча оваа влада на овој Димитар Ковачевски како прле пред магаре? А исто така и медиумите. Слушате, имате ли вие информации независни во Република Македонија или се сите наклонети кон Западот? Видите, сега малце да се насмеат вашите слушатели и гледачи. Нели нас не убедува дека НАТО ќе ни донесе... Само имаме уште 2-3 минути. Да, кукусо. Дека НАТО ќе ни донесе странски инвестиции, безбедност, развој, што ни донесе војна. И нашата министерка за одбрана сакаше да прати војници во Украина. Јас сум убеден дека
да го направеше тоа, да спречија западните партнери, тие веројатно ќе го променеа текот на војната и ќе трнеа на Русија и веројатно ќе стигне до Владивосток, разбирате. И ако го направеа тоа, како ќе ги вратевме само тоа е 10.000 километри далеко од Македонија. И ако тоа се случеше, разбирате, ќе го надминеа и походот на Александар Велики, ќе го надминевме и него кој беше поп, не беше на толку далеко отиде на нашата Македонија, разбирате. И со Тоа се песната глупости, Јовано разбирате. Јованке. Тоа се глупости, разбирате, кои не ни служат на чест, меѓутоа знаете како е, кога некој сака изиграва поголема потурица, што викаат србите, отколку турчин, тоа се случува. Така да, тоа се наши трагични грешки, кои не водат никаде, а цените ќе платиме ние. Русија и Америка пак ќе се договорат, ќе си најдат начин за некаква коегзистенција. Ама Македонија никој нема да ја сапи. И сите сега велат дека Европската унија ќе компензира штетите на членките за што се приклучија на санкциите. А на Македонија нема да ги компензира, што не е членка. Така да, знаете, како вели уште Ајнштајн рекол, две работи се бескрајни, Вселената и човековата глупост. И додал, за Вселената не сум до крај сигурен. Значи, најсигурна бесконечност има човековата глупост. Ние сме најнова потврда за тоа. И на крајот не ми одговоривте дали е воен злосторник Путин спрема зборовите на Бајден. Тоа се Ова американски последно е. глупости. Тоа се американски глупости, да знаете дека ќе има последици околу тоа, ќе се водат разни постапки, веќе има судот за правда во Хаг, веќе дека пресудил дека Русија мора да прекине операцијата во Украина. Така да тие ќе користат сите алатки на меѓународната сцена, велам, моќни се, организирани се, менаџираат на прекрасен начин, додека сите други слепо ги следат и на крајот краиштата го јадат стапот, што би рекле ние. Амбасадоре, ви благодарам многу за анализата која ја дадовте. Уште еднаш еве да потсетиме, да апелираме до Македонската заедница за да се формира еден фонд, да го подкрепиме весникот во Пиринска Македонија на македонците, бидејќи се обесправени, немаат финансиски средства, воопшто никакви, знаеме, сме биле таму. Им требаат пари, но меѓутоа ни треба весникот на нас како македонски народ. И видите, ако е комплицирано да се направи фонд, нека се пријави секој македонец кој може да прати 2000 евра преку вас, ќе му дадеме адреса да прати во Бугарија и на секој вестник што ќе се издаде со негова помош, на било кој, ќе носи еден убав печат дека тој вестник е издаден благодарејќи на помошта на Трајче, на Петре, на Ѓоко, на Цимо, кој да помогне. Ова е апел до нашите македонци да покажеме зрелост дека мораме да се бориме за нашите интереси во соседните земји. Амбасадоре, ви благодарам, ви посакувам убав ден и се разбира да имаме и убава Македонија како што ја и сакаме. До гледање. Ми беше задоволство, ми беше големо задоволство. Поздрав на сите. До гледање и до слушање. Се најубаво.